Добар ден, почитувани. Ова е уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. За деновите од летниот одмор да ви минат што поопуштено и вас и на вашите деца, добро е да делувате превентивно, односно да се раководите од старата мудрост, подобро е да се спречи одошто да се лечи. Внимавајте на влијанието на сончевите зраци врз детската кожа, бидејќи не е седно ако се јават изгореници. Кожата трајно ќе памети изгорениците од детството. Што тоа значи? За штетното влијание на сонцето и проблемите кои што се јавуваат со детската кожа во детскиот период, во летниот период, денеска зборуваме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од Дерма Медика. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Сонцето има бројни добри својства. Пред се, кога тие се однесуваат на продукцијата на витаминот Д, кој што е многу важен, меѓу другото за зајакнување на имунитетот, доколку кожата прекумерно се изложи на сонце, во тој случај доаѓа до нејзино оштетување, па велат дека дури и до имуносупресија, до развојни инфекции и така натаму. Кој дел од сончевата светлина е всушност најштетен за детската кожа, за детското здравје, во кој дел од денот не би требало децата да се изложуваат на сончевите зраци? Сончевите зраци се воглавно составени се од еден поголем спектар, нели, различни бранови должини, меѓутоа УВА и УВБ зраците се оние од кои што всушност ние треба да се чуваме. УВА зраците ги има во текот на целиот ден. Значи тие не предизвикуваат известна топлина, не ги чувствуваме на кожата, а сепак делуваат. Додека УВБ зраците делуваат на поповршинскиот слој на кожата и доведуваат, и тие се всушност виновни за изгореници, доколку претерано се изложуваме на сончевата светлина, особено во оној период кога паѓаат под прав агол на земјината топка, кога е таа инсолација и најсилна, а тоа е помеѓу 11 и 16 часот. Значи, тој период од денот секогаш треба да се одбегнува, особено за дечињата. До 6-тиот месец се смета дека воопшто не смеат да се изложуваат доенчињата всушност на директна сончева светлина, бидејќи кожата тогаш во тој период се уште не е доволно зрела и ги нема воспоставено сите своји одбрамбени функции. На прво место тоа е работата на потните и лојните жлези, што е битна за регулирање на температурата на телото, и секако меланинската активност, која што е првиот одбрамбен механизам од сончевите зраци. Значи, оние меланински гранули кои што се намножуваат во горните слоеви на кожата и даваат потемен тен, всушност не штитат од сончевите зраци. Така, дали чадрот за сонце на плажа е доволна заштита за децата да спијат на лежалка, да речеме, под него? Дури и во оној критичен период. Значи, во критичниот период не советуваме, сепак е опасно, бидејќи не само од светлината не доаѓа само од горе. Значи имаме рефлексија на светлина од песокот, особено од водата. Така да тие рефлектирани сончеви зраци повторно доаѓаат до детската кожа, иако се заштитени со чадор. Значи имаме рефлексија од сите можни агли и не само што доаѓаат како зраци, туку и со тоа провоцираат создавање на топлина и лесно може да дојде до прегревање покрај или оштетување на кожата, до прегревање на бебенцето, што е уште поопасно, бидејќи тоа има малецка тежина, може многу лесно да дехидрира, да се претопли и да дојде дури и до сончаница, што е многу поопасно за општото здравје. Секако и оштетување на кожата, изгореници. Сега секогаш се советува да биде заштитено со облека на прво место детенцето, значи со капче, очила за сонце, значи додека сме на плажа, само додека е во вода да биде така релаксирано. Дури мислам дека во последно време стануваат се популарни и облеките со вграден заштитен фактор, УПФ се вика тој фактор, специјално дизајнирани со тоа што тие ги одбиваат сончевите зраци, не ја претоплуваат кожата и тоа ви е на некој начин и најефикасен модел за заштита од сонцето, бидејќи не мора да се оптеретувате со постојано премачкување на секои 2 часа, детенцето нема да се прегрее и знаете дека е сигурно заштитено. И тоа веќе мислам дека станува тренд. Обично таков тип на производи се среќаваат во спортските
продавници, бидејќи оние што, да речеме, кај спортови на вода и воопшто било кој спорт каде имаме поинтензивно изложување на сончевите зраци, тие и не можат постојано да прават реапликација, со ова на некој начин имаме една сигурна 100% заштита. Родителите кои што сепак се одлучуваат да користат средства за сончење со заштитни UV филтри за нивните деца, имаат дилема кое средство е најдобро, дали оние со минерални филтри или пак со хемиски. Имаат ли предност едните? Да, има разлика голема. Прво да нагласам дека до 6-месечна возраст не треба никаков фактор да се употребува, бидејќи сепак поради незрелоста на кожата може да дојде до известни иритации, реакции и слично. И детската кожа е 5 пати потенка од возрастната. Веќе после 6-тиот месец може да се употребуваат заштитни средства и тоа со препорака за минералните филтри. Бидејќи тие не се абсорбираат во кожата, делуваат како еден вид механички штит и прават рефлексија, односно ги одбиваат сончевите зраци, со што оневозможуваат било каква реакција да настапи во самата кожа и евентуално можност за штета, односно иритација, воспаление, алергиска реакција и слично. Затоа минералните филтри се секогаш број 1 за заштита на детската кожа и секако и кај возрастните и оние што имаат чувствителна кожа, кои што имаат алергија под наводници на сонце или имаат веќе некоја дерматоза, односно некоја кожно заболување која ја прави нивната кожа уште почувствителна на сонце. Минерални филтри се цинк оксид и титаниум диоксид. Значи, тие се во употреба од 70-тите години наваму, нема никакви нус ефекти пријавени до сега. Штитат од целокупниот UV спектар? UVA и UVB. Со тоа што цинк оксидот штити од сите видови и на UVA зраци, има две подселекции да речам, титаниум диоксидот само од UVA1 зраците. Меѓутоа сепак најчесто одат во комбинација и било кој од нив да е присутен имаме една добра заштита. Поентата во последно време имаше и околу нив некои контроверзии околу нано. Дали се наночестички или не наночестички? Ајде тоа да го појасниме. Значи, зошто треба се внимава да се не нано? Да, препораките се да биде самата честичка да биде партикла да биде над 100 нанометри. Со тоа се оневозможува апсорбција во крвотокот. Значи, честички над таа големина и најчесто се такви. Обично тоа се во новите производи, тие се микронизирани со цел да не оставаат она непријатна бела трага, да не бидат толку тешки за нанесување, биваат микронизирани, значи направени во мали партикли, меѓутоа сепак реков има стандард да биде тоа над 100 нанометри и со тоа сме на некој начин имаме обезбедено полесна апликација, бидејќи ако апликацијата е лесна и мајката и детенцето по-често ќе ја применува. На некој начин или секогаш, како да кажам, правилно и како што треба го употребуваме производот доколку ни се допаѓа. Доколку уживаме во неговото нанесување, немаме некои дополнителни потешкоти. Доколку се појава такви потешкоти, го одбегнуваме и на крај ништо не добиваме. А што е со хемиските UV филтри? Точно ли е дека се абсорбираат во кожата? Значи, сега, всушност пред 2 месеца, беше излезена една нова клиничка студија која што покажува дека постои известна апсорбција на овие средства над она што била предвидена. Американската FDA организација, која што е наменета за следење на сите лекови и помошни лековити средства, обично дава најстроги критериуми пред да пушти одредени лекови или лековити средства во употреба. Со овој тип на заштитни фактори влегуваат во групата на помошни, односно не се како козметски средства, значи не се оквалификувани како лекови, меѓутоа сепак имаат квалификација дека генерално делуваат, дека се сигурни и нивното дејство е ефикасно. Поради тоа наложија последнава година да се направи проверка на нивната апсорбција во крвта и се докажа дека постои известно апсорбирање. Меѓутоа нема клинички студии кои би докажале дека таа апсорбција на одредени хемиски филтри делува негативно на човечкиот организам. Постојат известни истражувања кои што докажаа дека оксибензонот и октиноксатот представуваат всушност ризик за коралните гребени.
И во мислам дека Хаваите, Централна Америка некаде се веќе забранети за употреба, бидејќи во лабораториски услови е всушност докажано дека ги избелуваат коралите, на некој начин делуваат на еколошката средина, екосистемот, и од тие причини тие се на некој начин веќе ги забрануваат, меѓутоа таа забрана тек би требало да се, како да кажам, потврди и да се образложи 2021 година. Правени се истражувања и испитувања во однос на штетноста на одредени креми за сончење наменети за деца. Неодамна се појави една листа на креми кои што содржат токсични супстанции, на кои што може да се видат многу познати брендови. Што е проблематично кај нив? Кој сегмент е? Вака се. Во кој сегмент лежи опасноста? Последната листа е издадена од EWG, тоа е Environmental Group, World Group, значи која што ги следи сите токсични ефекти дали во храната или во нашата околина и како влијаат. Во таа листа оксибензонот и октиноксатот се ставени во потенцијално токсични супстанции, меѓутоа нивното дејство се уште не е докажано и не се забранети. Постојат само две забранети супстанции, тоа се ПАБА и троламин, еден хемиски спој малце подолг, кои што се докажано токсични и тие се исклучени, забранети и веќе не се користат. Овие останатите, за кои што се уште има исследувања, покажале во лабораториски услови известни ендокрини, ние велиме пречки во системот за репродукција и тироидната жлезда, во нивната функција. Меѓутоа се уште се тоа на база на лабораториски, значи на анимални модели, а нема докажана нивна функција, мислам токсично дејство со точни бројки на поголема испитувачка група, за да бидат дефинитивно оквалификувани како опасни, потенцијално опасни или сигурни. Листата на EWG ги оценува сите хемиски филтри со, да речеме, со еден индекс од 2 до 8. Најголемиот го има оксибензонот и октиносалатот, а најнискиот го има авобензонот, кој што е стабилизиран и го има и во нашите, мислам, како да кажам, мислам, оние што се тука достапни SPF фактори, и тој би бил, како да речем, со некој најнизок потенцијал токсичен. Така, значи родителите кога прават избор на средство за сончење за деца мора да само цинк и титаниум диоксид. Значи минерални филтри, но нано технологија. И тоа обично е нагласено баш кај тој тип на средства кои што се наменети за дечиња. Кај средствата за возрастни, барајте го авобензонот, најчесто тие се и комбинација од, значи секогаш има мешавина и од цинк оксид, титаниум диоксид и хемиски филтри, за да бидат и козметски прифатливи и да бидат, нели, да нудат комплетна заштита од УВА и УВБ зраците. Овие хемиски филтри што се нови додадени всушност се првите кои што штитат и од УВА зраците. И тоа е релативно понова проблематика во последниве 10 на 20 години, бидејќи претходно се пишуваше на средствата само УВБ, а сега се broad spectrum, значи штитат и од УВА зрачењето, што е многу поважно, бидејќи тоа за жал не може да се измери колку не штитат, кој е нивниот моментален негативен ефект, меѓутоа нивниот негативен ефект се кумулира и после известно време доаѓа до старење на кожата, бидејќи предизвикува мутации во подлабоките слоеви на кожата. Значи фотостарење, хиперпигментација, опуштена кожа, брчки и најстрашното, нели, карциномите на кожа, особено меланомот, како еден од најопасните се препишува на оваа УВА инсолација, особено интермитентна, значи на неподготвена кожа и секако изгореници во детството, кои што всушност доведуваат во тој период на една таква силно оштетување на ниво на клетката, која што со кумулацијата на крај се манифестира како еден вид на карцином на кожата. И тука лежи, нели, зошто ги промовираме овие заштитни средства, за да го намалиме ризикот од овие животозагрозувачки состојби. Бидејќи сите овие потенцијално токсични... Родителите велат опасно едното и другото. Само едно ќе кажам. Значи, сите овие токсични потенцијално субстанции ги има во сите елементи за одржување на редовната дневна хигиена, секојдневна хигиена. Во сите креми за лице, во млеката за тело, во шампоните, во
Во се. Нели, има голема Во гама целата на козметика, бидејќи се добри конзерванси и ја одржуваат она што се активните состојки во кремите, ги одржуваат подолго време активни. Така да, ако земеме на вагата колку ние често користиме SPF фактори, а колку често користиме козметика, ќе видиме дека всушност ризикот повеќе лежи во секојдневната употреба отколку кај заштитните фактори. А тие ни овозможуваат да имаме како да кажеме, пријатно летување, кое што е обично еднаш до два пати во годината и трае 7 до 10 до 15 дена. Да се заштитиме од изгорениците, бидејќи на тој начин ние се штитиме, го намалуваме ризикот од карцином на кожа на половина, доколку добро сме заштитени од сончевата инсолација. А ако изгориме во детството, тој ризик се дуплира. Ако имате 5 изгореници во последните, да речеме на секои 2 години по еднаш ве фатило сонцето, сте изгорале, тој ризик драстично расте, се триплира. Значи, секоја изгореница кожата ја памти и може лошо да ви врати. Сега тоа се обично после 5-та, 6-та, 7-та деценија, меѓутоа порано повеќе сме ги гледале овие несакани карциноми на кожа во постара возраст, после 7-та и 8-та деценија. А сега се порано ги гледаме веќе во 5-та деценија. Меланомот за жал го има и во 3-та и во 2-та деценија, што е стварно многу алармантно, бидејќи единствена, можеби и најчеста причина за смрт, поготово на жените во таа возраст во најмладата возраст помеѓу 15-та и 29-та година е меланомот. Тоа е еден податок кој што мора да се земе предвид. Да. Ајде да поразговараме и во однос на заштитните фактори 30, 50, 100 и слично. Може. Што ти означуваат и дали на вистина нивната заштита толку се зголемува, драстично со зголемување на бројот? Да, има точно проценти. Значи, 15 факторот овозможува 93% од сончевите зраци, значи не штити. 30 97, а 50 98. Сега велиме само 1%. Меѓутоа, во сите тие заштитни средства имаме заштитни фактори за УВА и за УВБ зраците. УВБ зраците, значи нивната заштита можеме да ја калкулираме, да ја измериме, а од УВА не можеме, не е толку стандардизирана и има само едно правило, да заштитните фактори помеѓу овие два бидат 1:3. Значи, со поголем фактор вие добивате и поголема УВА заштита, која што не штити од овие лошиве карциноми, а од друга страна има уште еден момент. Препораките за нанесување ефективно на заштитен фактор кажува дека треба да ставите 2 мг на сантиметар квадратен кубен кожа. Тоа е многу. Тоа е во лабораториски услови предвидено дека толкова количина ќе ви обезбеди таква заштита. Меѓутоа во реалноста никој не става толку многу. Со тоа се намалува заштитата што ви ја нуди заштитниот фактор, така да може и на половина да падне. Колку повисок фактор користите, имате шанса дури и да падне на половина, пак имате барем 25 заштита, што и препораката на Светската здравствена организација да биде средството минимум 30 SPF фактор и да биде водоотпорно. Доволно ли е 30 фактор во детска возраст? Зошто велат не купувате заштитен фактор поголем од 50? Па сега вака, ако детенцето е многу нежно, беличко, со светли очиња, со пегички, сепак би одела на 50+. Тоа е и највисокиот можен фактор. Пред неколку години имаше една исто така интернационална, како да кажам, трибина со која што беше ставен ред во тие висини на факторите и највисокиот фактор е 50+. Повеќе од тоа нема. Тие се така декларирани и одговараат на заштитата која што ја декларираат. Така. Во однос на начинот на нанесување на кремите за сончење, веќе споменавте дека треба на секои 2 часа да се аплицира, но некои родители велат ќе нанесам доволно дебел слој на детето и нема да има потреба потоа во текот на денот воопшто да нанесам. Тоа би било добро ако детето вака седи мирно и гледа во една точка и не се движи, не се бања, не се поти, не игра во песок, што нели не е возможно, не е реално, бидејќи со сите тие активности делот е од тој слој се губи, се абсорбира и активноста на некој начин на заштитните фактори се намалува.
И токму поради тоа е неопходно тоа реаплицирање на најмногу 2 часа или после секој излегување од вода. Или на некои средства пишува дека се водоотпорни или супер водоотпорни. Меѓутоа тие ефективно штитат најмногу до 40 минути во вода. Така. Ептен, ако се вери резистен, се вели до 80, меѓутоа јас сметам дека 40 е навистина она реалната заштита што ја нудат во водата, бидејќи потоа сепак се разградуваат, се трошат на некој начин и механички се отстрануваат, така да ќе мора сепак да се нанесат повторно. Некогаш родителите одлучуваат самите да направат своји домашни средства за сончење, употребуваат кокосово масло, бидејќи тоа има некој заштитен фактор релативно низок. 7. Маслиново масло, некој рицинус додаваат и слично. Можат ли да се применуваат? Не. На плажа, на директно изложеност на сонце? Значи тоа може само да ви наштете, бидејќи можна лесно ќе изгорите. Нели секогаш кога пржиме нешто во тавата ставаме зејтин и нели побрзо се постигнува повисока температура. Значи буквално така сватите го тоа. Единствени докажани заштитни фактори од сонце се овие што веќе ги наведовме, од природните да кажам, сега тоа органско, неорганско, минералите се неоргански всушност, јас не знам како ги декларираат како органски, пошто сепак тоа е минерал, тоа е еден вид метал, нели, цинк оксид, титаниум диоксид, тоа се метали. Тие даваат заштита која што е механичка. Значи буквално прават штит и се најефектни и најпрепорачливи. Нема апсорбција, нема нус ефекти, нема интеракции. Постојат такви homemade средства во кои што може да се додаде цинк оксид. Меѓутоа како вие ќе направите да биде тоа најмалку 15 до 20%, како тоа ќе го извагате? Како ќе бидете сигурни дека тоа е фотостабилно, дека на сонцето нема да се распаднат тие некои колкави се партиклите, дали се поголеми, помали и така натаму. Затоа секогаш препорачувам да се користат стандардизирани препарати, а со маслова да не експериментирате, бидејќи сепак може да се наштети многу на детенци. Немаме време, само сосема на кратко, доколку сепак се јават изгореници, што е најдобро да се нанесе, некогаш кисело млеко родителите им мачкаат може, на децата. Тоа е најстар природен лек кој што всушност лади. Значи она, како да кажам, ја одзема температурата. Меѓутоа, ако се изгорениците од, да речеме, многу интензивни во првите 2-3 дена, освен да речеме алоe вера или некои препарати на база на во форма на гел кои што ја ладат кожата и се тоа го намалуваат воспалението, или ако тие не се доволни, дури и кортикостероиден препарат во комбинација со борова вода или нешто што ќе лади, значи да ја одземе температурата и со тоа што побрзо да го намали воспалението и секако болката кај детенцето, вознемиреноста, да се олади кожата и што побрзо да се смири. И никако изложување на сонце додека таа изгореница не се повреди. Доктор Вирше, ви благодарам за ова прекрасно излагање на денешната тема. Верувам дека родителите се задоволни од сето она што го слушнаа денеска, бидејќи добија многу конкретни совети и препораки. Се гледаме повторно. Секој е добро. Почитувани, денешна гостинка во емисијата ни беше доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од Дерма Медика. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.